почитувана македонска јавност, додека го распродаваат и тоа малку што остана од македонското достоинство, историја и идентитет, владата на нелегитимниот и трајно неспособниот премиер Ковачевски ни презентира уште едно замајување, одека и ни прави дефокус. Денеска сме сведоци на уште едно мачење до бескрај и купи ден проде политика. Во отсуство на визија и на стратегија на мртвиот пациент, наречен Влада 3 на Зоран Заев, или Влада на Дуи, менаџирана од трајно неспособниот премиер Ковачевски, денеска му ставаат инекција, и тоа не било каква, туку инекција со изминат рок, и очекуваат овој мртов пациент да оживее. Што е тоа што може да го подобри Пенов во владата? Државата се соочува со криза на енергетски план, на економски план, на социјален план. Имаме тотално потфрлање и корумпираност во безбедносниот сектор, а вие, Ковачевски, одека ни предлагате смена на министер за локална самоуправа. Демек, сите ресори се добри, но во моментов најважен ресор што треба да се замени, односно да се подобри, е ресорот за локална самоуправа. За волја на вистината и улогата на претходниот министер во рамките на доделениот ресори не беше некоја пренагласена. Сега, откако го искористија и му заврши употребната вредност, односно откако сватија дека човекот колку толку имал некаков интегритет и не сакал да учествува во предавството во режија на трајно неспособниот премиер, го натераа да си даде оставка. Ќе го правеле амбасадор, а на негово место ќе дојде свеж кадар во ликот на политичар кој е современик на Бранко Црвенковски и на политичкиот Метузалем Радмила Шекеринска. По кои критериуми мина труд, односно резултати Ковачевски го предлага Пенов, веројатно тој си знае. Но редно е кога го предлага пред собранието и пред нас претениците да ни ги каже очекувањата од него. На кој начин неговиот избор ќе го подобри животот на граѓаните? Па може би ќе ни убеди да го гласаме. Но ова не е ништо ново од владата, која продолжува да го игнорира и да ги понижува овој дом, како и сопствената нација. Почитувани граѓани, понижувањето и омаловажувањата во комбинација со непонесувањето на одговорност, што ги приредија Ковачевски, а претходно и Заев, на нацијата, досега се незабележани на ова ниво во цивилизираниот свет. А криминалот, корупцијата, неспособноста и партизацијата, кои навлегува во секоја пора на македонската држава, за толку краток период, не само што ја осакатија македонската држава, туку сериозно ги нарушија и општествените односи. Токму оваа влада, која себе си се идентификува како проевропска, е антипод на обидите за создавање на лажна перцепција кај народот и блед обид за манипулација дека до вчерашните тажачи по Југославија сега одеднаш облекоа европски одела и станаа прогресивни европјани. Со други зборови, фарса, најобична фарса за да можат да крадат. За пари и привилегии од чеда на комунизмот се ребрендираа во чеда Аспарухови и со тоа немаат никаков проблем. Во изминативе 6 години владење на Зоран Заев и на мозокот на соларниот картел Ковачевски гледаме гола неспособност и епски размери за алчност, односно за пари. Цело време устата им е полна со Европската Унија, а разумен човек од позиција на моментална власт би се срамел да го изговара на името на Европската Унија, затоа што токму коалицијата СДС и ДУИ нема ништо заедничко со вредностите на Европската Унија. Еве, ако се за Европската Унија, како што кажува премиерот, нека му објасни на народот по кои европски вредности е молкот за величењето на фашизмот. Зарем има разумен човек во Македонија, кому не му е јасно дека отворањето на клубови со имења на фашисти е соами на власт? Европска вредност ли е државните служби за безбедност, обвинителството, владата да молчат пред величењето на фашизмот и да се однесуваат како ништо да не се случува, а овие случувања да ги наречат дека се обична провокација? Има ли меѓународни документи кои образуваат Македонија како членка на Обединените нации да не дозволува величење на фашизмот? Има ли земји победнички над фашизмот во Втората светска војна? Што прави тоа наше Министерство за надворешни работи? Зошто не се обрати до нив? Значи, обична фарса. Понатаму, дали во ек на неповолна енергетска состојба предизвикана поради неспособност и алчност на дуото Ковачевски? Некаде во Европската Унија се распишува тендер за јаглен и во сред тендерска постапка се регистрира фирма која ја добива милионската сделка. Фирмата, само за да појасниме за јавноста, се занимава со трговија на зеленчук. Тоа ли е таа европска вредност и тој концепт што ни го нуди одека премиерот? Понатаму, дали во Европската Унија, кога ќе се отвори истрага за случај во кој што поради свесно обструирање и непостапување од страна на органите на Министерството за внатрешни работи, а како можна последица од истото да настапи смрт за 45 луѓе и во случај кога одговорност оди до министерот,
се суспендира обвинителот што ја води истрагата. Тоа ли е таа европска вредност и тој концепт што ни го заговара премиерот? Или тоа се уцените од ДУИ за да си ја спасите коалицијата? Ги заборавивте умрените, човечките животи за вас не вредат ништо. Понатаму, дали кога обвинител ќе покрене истрага за владин функционер, за кој има пријави дека вршил рекет и притисок во име на власта, истиот обвинител се суспендира од функцијата за да не ја заврши истрагата. Понатаму, дали кога судиката која го судеше мега скандалот со пасошите, јавно ќе излезе со изјава и констатација дека во судскиот процес се лажирани извештаи од Министерството за внатрешни работи, односно се кријат полициски службеници и функционери на Министерството за внатрешни работи, веднаш не се поведува кривична постапка против министерот, односно против одговорното лице. Во која европска држава е тоа така, премиере на нашата земја? Ова е во ваш мандат пред 2 месеци. Понатаму, во НАТО државата, регрутација на војници за армијата се врши во локален партиски огранок во Рачиново, а министерот за внатрешни ги вдомува поразените СДС-овци од изборите на експертски позиции кои немаат никаква врска со нивното образование. По кои ЕУ стандарди е тоа или можеби по партиски заслуги? За кој концепт говорите, премиере, за оној во кој е нормално да се запленува дрога на туѓа граница во македонско полициско возило и за тоа никој до ден денешен да не одговара? Да се краде дрога од иста фабрика по неколку пати, во кражба во која што е замешана власта и за тоа никој до ден денеска да не одговара? Ова ви е регистрирано дури во извештајот на Европската комисија. Полициски началници и полициски командири, во моментов додека ова го говориме, да бидат главни одговорни за трговијата со дрога и да не ја трујат младината. Да се запленува акцизна роба во возило што превезува дипломатска пошта на Министерството за надворешни и никој за тоа да не одговара. Да се крадат строго доверливи документи и компјутери од Министерството за одбрана и за тоа никој да не одговара. Да се краде струја со диво приклучување, да се копаат биткоини на диво и сето тоа на крај солидарно да го покриваат сите граѓани од буџетот, а никој да не одговара. Да нема вода и канализација во селските средини, а вие во владата да јадете бифтици и октоподи со златни вилјушки. Да си доделувате тендери на кумот, а вашите функционери да кријат имот од 30 милиони евра. Да одветување живот за сите, ја доведете државата во неизвестност и да се радуваме на тоа дали ќе имаме храна и енергија. Да бидеш трајно неспособен да си ја браниш државата и од позиција на премиер да не сакаш да ја утврдиш деловната способност не заради опозицијата, туку заради јавност. Лажете, манипулирате и се криете позади европската агенда, а крадете како да ќе нема утре. Народот страда токму поради вашето исклучително слабо менаџирање на вас и на вашата влада, заради вашиот полтронизам и немањето ваше достоинство и никаков авторитет. Страдаат и македонците, страдаат и албанците, страдаат и власите, страдаат и србите и ромите и сите останати. Со оваа структура на власт во Македонија нема иднина и нема предвидливост. И затоа младите и сите останати кои што можат бегаат од оваа држава. Почитувани граѓани, овој премиер што го поставија не разбира што се наши македонски национални интереси и не ги разбира потребите на граѓаните. За него национален интерес е да го натераат поранешниот министер за локална самоуправа да си даде оставка и на негово место да донесе транзицијски политичар, чија експертиза веројатно ќе му треба за дораз продажба и на тоа што остана. Друга логика нема. Ви благодарам на вниманието.